Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, денес, како втор ден од пленарната расправа, пред нас ја имаме владината информација во форма на предлог заклучоци. Она што веројатно веќе и целата јавност го знае, е дека оваа информација е кое што од формално правен аспект нема никаква обврзувачка рамка кон никого. Добро е да ја разгледаме и добро е да се знае содржината на овие предлог заклучоци. Но суштината на целата оваа дискусија ние веќе ја имавме во ова собрание во форма на една резолуција која што сите заедно ја изгласавме. Така што реално овие предлог заклучоци со оглед дека од формално правен аспект немаат обврзувачка сила кон никого, нема ни потреба да се разгледуваат од аспектот кој што денеска ги разгледуваме. Мојот говор нема да биде долг. Најголем дел од претходните говорници веќе кажаа што е суштината на преговарачката рамка со Република Бугарија. За жал, ставени сме во една подредена положба каде што од позиција на сила една соседна држава пробува да диктира кои ќе бидат нашите услови за влез во Европската Унија и Европското семејство. Да, нашето место е таму. И ние веќе неколку пати ја имаме препораката која што е потврдена дека ги исполнуваме условите за почеток на преговорите. Но некако на тој трнлив пат постојано се наоѓа некоја пречка која што не враќа многу чекори назад. Дали е потребно да настапува нашата соседна Република Бугарија кон нас вака? Не. Затоа што никогаш не сме покажале никакви претензии кон нив. Ние сме мирољубив народ. Кога зборувам за мирољубив народ, зборувам за сите луѓе, сите граѓани на Република Македонија. И никој од нас на никаков начин не може да наштети на Република Бугарија како што не можеше да и наштети ни на Република Грција. Да, компромис, меѓутоа компромис кој што ќе биде реален. Компромис кој што ќе биде рамноправен. Не компромис кој што ќе не стави во подредена положба. Да некој друг ни кажува што сме биле низ историјата, кои се нашите корени, која е генезата на нашиот јазик. Знаете, сите ние овде сме учеле историја, сите сме потомци на нашите предци. И сите многу добро знаат што сме биле низ таа историја. Иако можеби низ историјата не сме ја имале државата во оваа форма во која што имаме сега. Затоа би замолил, и тука некаде и ќе го прекинам мојот говор, да се држиме до она што е суштината на резолуцијата која што сите заедно изгласавме во ова собрание. Затоа што ако избегаме од таа рамка, ќе нема крај на барањата и веројатно никој пат истите нема да можеме до крај да ги испорачаме за да можеме да влеземе како рамноправен сегмент од европското семејство. Нема потреба некој да ни кажува и да не осознава што сме, тоа сите добро го знаеме. Нема потреба некој да ни кажува каков е нашиот јазик. Ние зборуваме на тој јазик со генерации наназад. Па нашите предци не научиле да зборуваме на тој јазик. И затоа на овој крстопат на кој што се треба трезвено да продолжиме напред, да сите сме за патот кон Европската Унија и сите сме за тоа да бидеме дел од европското семејство. Само многу е битно под какви услови и по која цена. Затоа што ако бидеме само една безлична територија, тогаш не знам на кого ќе можеме да се повикаме кога ќе разговараме за тоа кои се нашите предци. И да, сите го цитираат денеска некако и вчера Петре Андреевски, ќе пробам јас, можеби малку модифицирано да го цитирам. Не е срам да не снема сите или да умреме сите, но срам е ако го загубиме нашето име, идентитет и историја, затоа што без него низ вековите ќе бидеме никој и ништо и гробовите ќе ни бидат празни. Јас сум Синиша, син на Санде и Ленче, внук на Синадин и Младенка и Ванчо и Ана. И да не ја редам целата генеза на семејството на скромни, меѓутоа честни и горди македонци. И не би сакал некој тоа да го промени и се надевам дека нема. Затоа никој пат не би поддржал нешто што ќе ја наруши генезата, историјата, идентитетот и јазикот на македонскиот народ. Благодарам.